Едно убаво гроздоберско изненадување ни приреди денеска господинот Горан Јаковлевски. Во времето кога ја организираме манифестацијата во Гроздобер, тој ги покани своите пријатели и своите гости за символично во неговата приватна винарија, семејна винарија, да не подсети дека виното и ракијата треба да ги имаме постојано. Да, благодарам за денешното присуство на овој голем ден, да ни е среќен и долговечен на 8 септември, да се гледаме уште многу години, уваква празнична и убава атмосфера, со уметнички слики. Идејата да го организираме овој ден е самата манифестација од недостиг за активности за Тиквешки Гроздобер, се роди идеја да организираме вака свечено, да го обележиме скромно, да го обележиме овој празник, традицијата да ни продолжи со двајца ликовни уметници и уште еден аматер, Јулијана, која што и е хоби сликањето на чаши, на шишиња. Денот Како ги спои виното и уметност? И производството на вино е уметност, треба да имаш стварно добра душа за да направиш добро вино. Еве денес имам прилика да пробам од младото вино Темјаника, која што е во завршна фаза или нативка ферментација, како што викаме ние. Спојот на ликовната уметност и на производството на вино не сближува. И уметниците имаат своја душа, размислување, еве го Лазар, темата му е винарството, лозарството, гроздоберот, производството на вино и така да спојот по производството на вино и ликовната уметност која што овие уметници ја застапуваат не натера да го обележиме овој денешен ден. Лазар Дојчинов и Горан Боевти се твои гости. Овде имаш гледам пријатели од јавниот живот на општина Кавадаци. Сакаш ли да биде традиција ова твоја собирање? Да, би можело да биде и традиција во иднина. Се надевам дека ќе се надмине ситуација со ковидот, дека ќе ни се вратат и домашните и странските туристи, така да има шо да им понудиме покрај доброто вино и ликовната уметност на овие двајца уметници и на Јулијана како аматер да ни биде и традиција во иднина, зошто да не. Дај малку за Јаковлевски винаријата да ни кажеш повеќе да те знаат граѓаните. Произведуваме вино повеќе од 10 години, така во полупрофесионално. Од оваа година веќе како регистрирана семејна винарија, впишена во регистарот на производители на вино, и попрофесионално. Се надевам дека ќе направиме добри вина, иако годината е лоша, еве и со цените проблем испадна некој си. Мислам дека ќе направиме добри вина, дека и ситуацијата ќе се надмине, ќе продолжиме да го продаваме своето вино во тие угостителски објекти кои што беа нели одреден период. Колку лично произведуваш годишно, колку си тие вина што ги правиш? Капацитетот ми е некаде околу 10.000 литра. Се надевам дека ќе го исполниме оваа година целиот капацитет. Што произведуваш која вина? Како да те побараме во... Ги произведуваме од црвените вина, вранецот ми е стандард, Каберне Совиньон исто така, Станушина Розе и Бел. Да, автохтона македонска сорта Станушина, тоа е од мој собствен насад, 40 и неколку години стар. Ја препознаваат еве и претходно странците и домашните туристи како добра сорта. Треба да се негува. Мислам дека треба да се негува Станушината. Тоа некогаш треба со запознавање на твојата винарија. Планираш некои тури овде да ти дојдат куќето да се пијат вино? Да, организирани тури имавме пред ковид ситуацијата, идеа и домашни и странски гости, за тоа потенцираме ако се надмине оваа ситуација, мислам дека ќе продолжиме со тоа. Тоа ни е целта, развој на домашниот и односно винскиот туризам и да им пренесеме традицијата на производство на вино, како на домашните, така и на странските туристи. Благодарам многу за разговор. Благодарам и на вас. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.